Божик го символизира раѓањето на надежта и светлината. Според Библијата, Исус е роден во Витлеем, во пештера, јасли, за да донесе спас за човештвото. Од тука потекнува и традиционалниот поздрав: Христос се роди, на вистина се роди. Дедо Мраз. Символите со Дедо Мраз се секако едни од најпознатите божикни символи. Сепак, дали знаевте дека Дедо Мраз е првенствено поврзан со грчкиот епископ на мира, Свети Никола? Тој одел од врата на врата давајќи подароци како начин да покаже љубов и да го слави Спасителот. Црвена и зелена боја. Црвената боја ја представува крвта на Христос на крстот. Од друга страна, секој Божик имаме тенденција да украсуваме зимзелени дрвја. Значењето на символот на елката има врска со вечен живот и вечна надеж, звезди и ангели. Звездите ја символизираат звездата на Витлеем што ги водеше тројцата мудри луѓе кон бебето Исус. Тие се познати символи на Божик, бидејќи се знак на сјајна надеж за човештвото. Од друга страна, ангелите беа оние кои објавија веста за раѓањето на Спасителот на првата божикна ноќ, звона. Тие се еден од познатите божикни символи, затоа што потсетуваат дека Бог е секогаш тука да ни помогне. Ние исто така можеме да гледаме на звоната како символ на моментот кога ангелите го објавија раѓањето на Спасителот. Свеќи и светилки. Другите познати божикни символи вклучуваат свеќи и светилки. Без оглед на формата, тие символизираат дека Исус Христос е светлината на светот. Божикни бои. Зелената и црвената боја се синоним за Божик. Зелената имела го украсува домот, во период кога е ладно, темно. Поради тоа зимзелените билки се користат за декорација, како потсетник дека зимата нема да трае вечно. Црвената боја пак ја представува крвта на Исус, затоа што се жртвуваше за луѓето и умре на крстот. Црвената боја за христијаните е едноставен и посебен потсетник за она што Спасителот направи за нив. Други бои што често се користат за новогодишните и божикните украси се златната, белата и сината. Еден од трите светски цареви му донел злато како подарок на малиот Исус, а златото ја символизира и звездата што тројцата кралеви ја следеле на патот кон Витлеем. Белата символизира мир и чистота, додека сината боја е символ на мајката на Исус, Дева Марија, а исто така се толкува и како синоним за небото и рајот. Божик е еден од најзначајните празници во христијанството и го одбележува Христовото раѓање. Кај православните христијани, вклучително и кај верниците на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Божик се слави на 7 јануари, според граѓанскиот, грегоријански календар. Разликата во датумот во однос на другите христијански цркви не е верска или догматска, туку календарска и произлегува од користењето на различни системи за мерење на времето. На овој ден, православната црква го одбележува раѓањето на Исус Христос во Витлеем, настан кој представува темел на христијанската вера и символ на воплотувањето на Бога во човечка форма. Од кога и зошто се слави Божик на 7 јануари? Историски, сите христијански цркви првично го користеле јулијанскиот календар, воведен во 45-та година пред новата ера за време на римскиот владетел Јулиј Цезар. Со текот на вековите, овој календар почнал постепено да отстапува од астрономската реалност, секоја година за неколку минути, што на долг рок довело до значителна временска разлика. Во 1582 година, папата Григори XIII вовел нов календар, Грегоријанскиот, кој е попрецизен и кој денес се користи како официјален граѓански календар во поголемиот дел од светот. Во моментот на реформата, разликата меѓу двата календара изнесувала 10 дена, а денес таа разлика е 13 дена. Поради тоа, 25 декември според јулијанскиот календар, денот кога црквата традиционално го слави Христовото раѓање, во грегоријанскиот календар паѓа на 7 јануари. Од тука произлегува и датумот на православниот Божик. Од кога постои оваа поделба? Не сите православни цркви ја прифатиле календарската реформа. Во текот на 20-тиот век, дел од нив усвоиле така наречен реформиран јулијански календар, кој за неподвижните празници како Божик се совпаѓа со грегоријанскиот. Така, грчката, романската и бугарската православна црква го слават Божик на 25 декември.
Спротивно на тоа, цркви како македонската, српската, руската и ерусалимската православна црква останале доследни на традиционалниот јулијански календар, сметајќи дека литургискиот и историскиот континуитет имаат поголема тежина од календарската усогласеност со граѓанскиот свет. Важно е да се нагласи дека и покрај различните датуми, сите христијани го слават истиот настан, Христовото раѓање. Божик во православната традиција. Во православното христијанство, Божик доаѓа по 40-дневниот Божикен пост, кој започнува на 28 ноември. Постот има подготвителна улога, не само како воздржување од храна, туку и како период на духовна дисциплина, смирување и преиспитување. Празникот е поврзан и со низа обичаи и богослужби, од бадниковата вечер, преку божикната литургија, до семејното собирање и традиционалните трпези. Во центарот на сите овие практики не стои формата, туку пораката за љубов, смирение и солидарност. Повеќе од календарски датум. Иако често се сведува на прашањето кога се слави, Божик суштински не е календарска тема. Без разлика дали е на 25 декември или на 7 јануари, празникот ја носи истата порака, подсетување на вредностите врз кои се темели христијанската цивилизација, грижата за другиот, човечкото достоинство и надежта. Во време на глобални кризи, поделби и несигурност, Божик останува момент на колективно подсетување дека смислата на празникот не е во датумот, туку во значењето што му го даваме. Пеат сите ангели, празник е христијански. Исусеве пристигна, Исус од светлината. Света Богородица роди Син Господов. Веруваме во вистина Христос е на земјата. Отецот го испрати Синот свој еднороден. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Чеда Божји ние сме, крстот свој го носиме. Верата во Христоса, човеково спасение. Овој ден е возвишен, ни се роди Спасител. Славете христијани да се нижат векови. Отецот го испрати Синот свој еднороден. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Пеат сите ангели, празник е христијански. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Христос се роди. Навистина се роди.